Добре дојдовте во Топ тема. Вечерва во фокусот е монетарната политика. Централните банки во светот се уште се предпазливи во водењето на монетарната политика. ФЕД гледа ризици за инфлацијата, Европската централна банка, иако 7 пати изврши надолна корекција на каматните стапки, сепак смета дека економските перспективи во еврозоната може да се влошат поради трговските тензии. Народната банка во Македонија внимателна. На последната седница каматните стапки останаа непроменети. Во очекување на избор на нов гувернер се поставуваат прашања околу идниот курс на монетарната политика. Вечерва сите овие теми ги анализираме, зборуваме за клучните предизвици, очекување од идниот гувернер и улогата на монетарната политика во време на глобална неизвестност. Заедно со мене тука се Маја Стевковска-Штериева, председателка на Македонската банкарска асоциација. Добро вечер. Добро вечер. Маријан Петрески, универзитетски професор. Добро вечер и за вас. Добро вечер. И Горан Антевски, управител на Раде Кончар ТЕП. Добро вечер и за вас. Добро вечер. Ја најавив темата, секако ќе стартуваме со она што верувам дека најмногу ги интересира оние кои што не гледаат, а тоа се каматните стапки на кредитите, дали ќе одат во надолна линија со оглед дека податоците покажуваат некој надолен тренд, меѓутоа се уште се според нас високи каматни стапки од 5,1% на вкупните кредити во последните податоци, кај стамбените кредити е некаде околу 4%, во новоодобрените има тренд на намалување, особено кај стамбените кредити верувам дека ги интересира граѓаните, бидејќи според податоците 60% од прометот кој што е направен со станови е финансиран токму од стамбени кредити. Па оттука и првото прашање, ве Петрески, ќе почнам со вас. Може ли да очекуваме пат на каматните стапки пред се и за граѓаните, но и за компаниите? Добро, благодарам на прашањето. Коректно вие реферирате кон податоците од Народната банка кои што се фактографија тие покажуваат на надолна блага, но сепак надолна тенденција кај каматните стапки на кредитите после оној би рекол пик кој што се доближи ми се чини до околу 5,5% во текот на 22 и некој период од 23 година. Сега тоа прашање за трендот, оној кој што го видовме и оној кој што сакаме да проектираме како би се движело понатаму, не можеме да го гледаме изолирано од поставеноста на монетарната политика. Се разбира, монетарната политика беше во правец на затегнување како одговор на она што се случуваше со инфлацијата, посебно во 22 и 23 година. Значи, во 22 просекот на инфлацијата беше 14,2, потоа 9,5 во текот на 23 година и сега имаме таму една стабилизација кој вие рековте, ризици се уште постојат. Меѓутоа, кога започнаа да олабавуваат притисоците, особено кога драстично започнаа да се намалуваат притисоците што доаѓа од надвор, од глобалното окружување, тогаш започна и еден процес на нормализација на монетарната политика и сега би рекол дека се најдуваме во една таква фаза. Точно е дека во моментов, да кажам, постојат се уште многу неизвестности кои што доаѓаат и од меѓународната сцена, меѓутоа имаме се уште и домашни ризици и тие се разбира влијаат и на тоа колку брзо, да кажем, би продолжил тој процес на нормализација на монетарната политика. Што значи тоа од аспект на намалување на каматните ставки на трендот? Тоа ќе одреди колку брзо понатамошно би се намалувала референтната каматна стапка, која што е една одредница за каматните стапки понатаму во системот, вклучително и каматните стапки на кредитите, иако таму постојат и други фактори, посебно во што се специфични за банкарскиот сектор, она што се случува со потезите на државата во делот на поддршка на кредитирањето, што мислам дека во моментов не е небитен фактор. Меѓутоа, генералното очекување е дека таа блага понатамошна надолна тенденција ќе продолжи.
Штериева, банките се секако најповикани кога се зборува за каматите на кредитите и на депозитите. Ги следат банките сигналите кои што ги праќаат секако централните банки. Од една страна е секако ова прашање кое што го зборуваме дали ќе има намалување на каматните стапки наскоро со некоја посилна можеби корекција со оглед дека веќе има тренд на намалување, но од друга страна и прашањето дали тоа ќе повлече и пат на каматите кај депозитите кои сега се на ниво од околу 2,1 од 100. Она што го забележав при последното прибарување на податоците е дека во банките граѓаните чуваат на штедните книшки околу 6,5 милиарди евра и само во последната година тие се зголемени за 800 милиони евра. Добро, факт е, јас би се согласила со тоа што го кажа професорот Петровски, дека може да се очекува намалување на каматните стапки, но секако намалувањето на каматните стапки нема да биде многу брзо и нема да биде многу драматично. Како што е познато во јавноста, голем дел од каматните стапки, од активните каматни стапки на кредитите се поврзани со како реферитна каматна стапка, просечната стапка која се пресметува од страната на депозитите. Банките генерално ја следат, генерално велам, монетарната сигналите, ги следат сигналите на монетарната власт, ги следат каматните стапки кои што се дефинирани како референтни во поглед на благаничките записи, депозитите преку ноќ, депозитите на 7 дена и така натака. Но исто така на страната на кредитите не е само прашањето на изворите, прашањето на депозитите, прашањето на монетарната власт, туку во голема мера и кредитниот ризик кој го носат клиентите и какво е работењето на клиентите. Значи, на каматните стапки ќе влијаат секако сите овие елементи кои што ги споменав. Во моментов сигналите од Централната банка, како што истакна професорот, не се во правец на брзо намалување на каматните стапки, би рекла сосема оправдано ако се земе во предвид крајната неизвестност во која што се наоѓа светот. Мислам дека секојдневно кога ќе се разбудиме, кога ќе отвориме вести, не знаеме што ќе прочитаме за било кој финансиски пазар како некоја нова информација и промените кои што се случуваат на финансиските пазари. Соодветно на тоа сосема е нормално од носителите на монетарната власт, од носителите на економските политики да бидат исклучително предпазливи, бидејќи сите тие системи, и финансискиот систем, и економскиот систем, фискалната политика, тоа се поврзани задови со влијание еден на друг субјект, каде што една погрешна мерка може да донесе среднорочни, долгорочни негативни последици. Прашањето е и во делот на она што го сублимирав некако во едно прашање во насока на падот на каматните стапки на кредитите, но дали тоа би значило и пат на каматите кај депозитите кои гледаме на особено кај граѓаните дека има добра депозитна маса во банките, особено во изминатата година дена дека се зголемени. Па да, како што ви кажав, тие се секогаш поврзани едното и другото, изворот на финансирање и кредитите, но би рекла дека често динамиката, процентот на промена и брзината на реакција на промените на едната и на другата страна не секогаш се истовремени. Тоа можеше историски гледано на нас да се види дека постои одреден тајмлек помеѓу промените на каматните стапки и помеѓу кредитите и депозитите. Алтевскиве, кои се очекувањата на бизнис секторот во однос на каматните стапки и како еве сега гледате на ова ниво на кое што се оставаат ли простор за инвестиции? Бизнисот секојаш има желба да се намалат каматните стапки за кредитите, затоа што така ќе се зголеми и инвестицијската активност на компаниите и ние како компанија секојаш како компании во Македонија сакаме каматните стапки да се намалат, но тие не може да се намалат до некој недоглед. Секојаш треба да се има и развојна компонента и на банките, затоа што тој финансиски сектор мора да биде доста јак и сигурен за работењето на компаниите, ама и постоењето на државата.
Така да трендот на намалување на каматните стапки е добре дојден за компаниите. Инвестициските активности ќе се зголемат со намалување на каматните стапки. Со унгарскиот кредит веќе се осеќаат некои Да, тоа ми беше економски... прашањето, рековте дека вие не го користите кога зборувавме унгарскиот кредит, но колку ќе се осети еве со тие пари таа инвестициска активност? Секоја инвестициска активност каде што се вложуваат средства во бизнисот, во економијата, се осеќа. Повеќе или помалку ќе се осети, така да и во овој период се осеќа некоја минимално зголемување на активноста, но сето тоа не е драстично, затоа што тие секако не може да се искористат во еден краток временски период од 2-3 месеца, него тоа е долгорочен период каде што тие ќе се трошат и тогаш ќе се осети некоја поголема активност, но добрите компании секогаш ќе имаат добри камати од банките, така да... И без унгарскиот? Па да. Добрите компании секогаш ќе имаат коректни каматни стапки за нивниот развој и понекогаш и подобро да вие да имате развој од домашните банки затоа што не ве оптеретуваат со секакви правила и правилници што се со другите кредити што се зимаат од државата или од Светската банка, Европската унија, така да тоа е добро. Да, пред да продолжиме со дебатата во студио, кратки реклами, потоа се враќаме назад. Назад сме во топ тема, Штериева, Петрески, Антески гости во вечерашната емисија. Застанавме некаде кај унгарскиот кредит. Антески го искоментира. Штериева, еве, каква е побарувачката за овие пари од страна на компаниите? Голема. Голема до таа мера да кај банките, мислам дека уште во првиот момент кога беше обзнането нивото на каматната стапка, веќе беа целосно пренасочени голем дел од нивните идеи за проекти, планови кои што претходно ги имале да инвестираат можеби од сопствени средства или од некои други средства. Тоа беа веќе, да наречам, списоци на клиенти со готови проекти кои што едноставно беа спремни или во процес на подготовка со идеи, издржани идеи за тоа што во што ќе се инвестира, со една забелешка дека кај голем дел од банките овие кредити одат или отидоа кај најдобрите клиенти, кај најдобрите компании, имајќи во предвид висината на каматната стапка која на некој начин и речи си да не ја опфаќа компонентата за ризик, малку кој од банкарите ќе си дозволи да превземе поголем ризик со тоа ниво на каматни стапки и во случај некој од кредитите да не биде наплатен. Но како и да е, со ова ниво на каматна стапка и со овој износ, кредитната линија се покажа дека брзо се абсорбира од страна на клиентите. Петрески, што ка значи овој? Не е за изненадување, видете, ми се чини дека се постигна некаков консензус, вака да кажам, меѓу економистите дека кредитот беше поволен, е поволен. Со каматна стапка 1,95 визави просечната каматна стапка која што сега е околу 4,5, претходно беше 5, значи 3 пати, 2,5 пати поевтини средства компаниите добиваат во однос на она што во просек би го добиле од банките, без оглед што веројатно кај подобрите комитенти каматна стапка би била пониска, меѓутоа претпоставувам дека не би била пониска од таа што тие ќе обезбедат преку унгарскиот кредит. Меѓутоа две работи тука сакам да кажам. Првата е да не заборавиме дека трошокот за општеството е поголем од тој унгарски кредит, бидејќи каматната стапка на позаемицата од Унгарија ја плаќа буџетот, односно ја плаќаат даночните обврзници. И вториот аспект се однесува на абсорптивната моќ на корпоративниот сектор, оној кој што ќе ги користи средствата за развојни цели. Значи, мојата теза е дека годишно од прилика нови кредити, нето нови кредити кои што се пласираат во стопанството е од 300 до 350 милиони. Има некоја варијација меѓу годините, меѓутоа во просек тоа е износот.
со унгарскиот кредит не можеме да очекуваме дека сега ќе биде 350 плюс 250 па ќе дојдеме до пласирани нови средства од 600 милиони евра, туку напротив мислам дека во еден голем дел, иако не велам целосно, меѓутоа во голем дел овие средства ќе бидат пласирани наместо средствата кои што компаниите и онака планирале да ги позајмат од банкарскиот систем по цена која што преовладувала пазарната каматна стапка. Така што јас не викам дека е тоа лошо, напротив, кажав дека се поволни средствата, меѓутоа мора да ги имаме предвид сите овие аспекти, а ќе почекаме сега да се пласираат средствата. Јас немам увид во која мера сега тие се пласираи, нели 250 милиони евра, би предпоставил дека ако почна тоа од прилика пред месец два, може би третина до половина од средствата до сега би требало да бидат пласирани. Интересно ќе биде до крајот на годината да видиме каков вкупната кредитна активност, каква би била нејзината динамика во овој контекст. Тоа што се однесува во делот на парите кои што се наменети за корпоративниот сектор, но какви ќе бидат кога веќе го споменуваме унгарскиот кредит, ефектите од парите кои што ќе бидат доделени на општините? Добро, сега тука мора да имаме предвид дека се наоѓаме во изборна година. И тоа јас лично не го гледам во негативно светло, го гледам во позитивно, во смисла на тоа дека тие аплицираа со проекти за кои што веројатно не можеле да обезбедат финансирање или кои што ќе ги коштале поскапо ако ги финансирале на алтернативен начин. Меѓутоа повторно сега таму е дебатата што се финансира преку тие средства, односно дали се тоа навистина проекти кои што може да го поттикнат, викаме, среднорочниот до долгорочниот развој. Не нешто што ќе го потрошите веднаш, ќе поминат изборите и ефектот од тоа завршува. Во тоа сега немаме увид, можеби како поминува времето и како тие излегуваат што се е направено преку тие средства, ќе имаме вака опиплив резултат. Да видиме за што се трошат. Така. Пред да продолжиме и да се вратиме назад на темата на монетарна политика, да потсетам дека не успеа практично и повиците на председателот Трамп до ФЕД, односно до Пауел, да ги намали каматните стапки. Речи си да нема инфлација, но може да забави економијата ако каматите не паднат. Вака се обрати Трамп, нарекувајќи го Пауел господин предоцна, додека тој пак на последниот состанок на ФЕД посочи дека се уште гледа ризици во инфлацијата. Да слушнеме изјавата, па ќе искоментираме тука во студија. Today, the Federal Open Market Committee decided to leave our policy interest rate unchanged. The risks of higher unemployment and higher inflation appear to have risen, and we believe that the current stance of monetary policy leaves us well positioned to respond in a timely way to potential economic developments. If the large increases in tariffs that have been announced are sustained, they're likely to generate a rise in inflation, a slowdown in economic growth, and an increase in unemployment. The effects on inflation could be short-lived, reflecting a one-time shift in the price level. It is also possible that the inflationary effects could instead be more persistent. Avoiding that outcome will depend on the size of the tariff effects, on how long it takes for them to pass through fully into prices, and ultimately on keeping longer-term inflation expectations well anchored. We would, at least for the next, let's say, year, we would not be making progress toward those goals. Again, if that's the way the tariffs shake out. The thing is, we don't know that. There's so much uncertainty about the scale, scope, timing, and persistence of the tariffs. Антески, еве, ќе почнам со вас во однос на коментар на ризиците од инфлацијата, каде како стопанство ги гледате и што тие повторно значат за работењето и на вкупната економија, на инвестициите и на се она што треба да биде подкрепа за развој на бизнис секторот? Инфлацијата во некои нормални рамки е добро дојдена, затоа што ќе има поголем обем на пари, движење на стоките, но поголемата инфлација ќе значи многу и намалување на потрошувачката, ќе го оптерети стопанството и економијата, што не е добро дојдено. Секако, во рамкиве во Македонија, во последниот период, инфлацијата се држи на некое нормално ниво и како стопанство е во ред да се работи, да се продуцира производи и се надевам дека тоа ќе се задржи на вакво нормално ниво.
затоа што ако почне зголемување на инфлацијата, ќе придонесе до намалување на производството и до проблеми во економијата. Затоа сметам дека вакво нормално ниво е добро дојдено за нас, стопанствениците. Ние секогаш треба да се трудиме да направиме некои нови производи, некои нови организацијски способности да се прилагодиме кон овие текови што се светски текови. Колку сите овие светски текови ве прават проблем во работењето не само на вашата компанија со која што менаџирате, туку општо на бизнис секторот, колку тоа веќе се чувствува можеби или не? Да, се чувствува. Значи движењето на економијата Македонија е мала, ама движењето на економијата се чувствува, дали посредно или непосредно, повеќе непосредно сега се чувствуваат проблемите во економијата, највеќе од европските земји, затоа што тие имаат поголем пат во овој период, кај нас ќе се почувствуваат негде крајот на 2025-та, почетокот на 26-та, затоа што се уште текот на движењето на нарачките е во ред, но се осеќа намалување на побарувачката. Ние имавме состанок со група на бизнисмени, каде што се разговаравме, веќе се осеќа евидентно намалување на побарувачката на нивните производи, што не е добро дојдено, затоа што овие царините што ги воведе Америка кон Европа и кон Македонија, почнуваат да се осеќаат веќе, но највеќе ќе осетат крајот. Во која смисли каде се осеќаат? Затоа што ние како економија знаеме сите дека сме врзани со германската економија највеќе и најголем дел од нашите производи одат во Германија, а од Германија после одат дали во Америка или во другите останати земји, кои исто така се содружуваат со тие проблеми со намалување на потрошувачката, затоа што сите се плашат што ќе се деси утре. Што ќе се случи утре? Сите се плашат и сите забавуваат со нивните активности. Се осеќа таа недоверба во економијата и нарачките, побарувањата на производите е намалено во овој период. Не е толку драстично во идните, значи не сегашните што се завршени со 4-ти и 5-ти месец, него во идните во вториот квартал, втората половина на годината и наредната година не се долгорочни тие нарачки, затоа што сите се плашат што ќе се случи понатаму. Петре Скиве, Народната банка, како економист, пред се ве прашувам, Народната банка на последниот состанок одлучи да не прави корекција кај каматните стапки, следниот е закажан за во јуни, но причините делумно се токму во ризиците од инфлацијата која што се гледа, а во последните податоци 2,6 беше измерена во април стапката на инфлација. Кои се ризиците, Еве? Добро, генерално се смирува инфлацијата, значи релативно поволни се податоците кај инфлацијата. Реков, пикот беше во ноември 22 19,8, значи близу 20%, сега имаме многу помала бројка и во таа смисла сега и водењето на монетарната политика и животот на граѓаните е покомфорен према тогаш. Меѓутоа се разбира дека ризиците се уште присутни на сцена и би рекол сериозно се присутни. Прво глобалните ризици, ова што господинот Антевски го зборуваше и што се рефлектира и во овој судир помеѓу Пауел и Трамп, огромната неизвестност која што сега во моментот главно е генерирана од потезите на Трамп во делот на царините. И ако гледаме сега, таму има голема амплитуда, се воведуваат, па тоа се одложува. Последниот потек е во однос на договорот помеѓу САД и Кина во делот на царините и таму има одложување, што значи дека неизвестноста вие ја решавате во моментот, меѓутоа ја намалувате во моментот, ама се уште таа обстојува во голема мера затоа што не знаете каков потек ќе биде повлечен по 90 ден. И дали ќе обстојува тие 90 дена? Апсолутно. Сега мислам дека поважно за нас во моментов се домашните ризици. Значи, според мене во делот на инфлацијата имаме два извора се уште на домашни ризици. Едниот е однесувањето на одредени точки во синџирите на снабдување. Видовме во претходниот период дека и владата и Комисијата за заштита на конкуренцијата имаше одредени потези во делот на стабилизирање на такви однесувања кои што значат евентуално премолчено договарање на цените, особено во ланците на
малопродажба и кои што генерираат, би рекол, еден таков вештачки притисок. Заради тоа се носеа и сите претходни турнуси, да ги наречам, на мерки на замрзнување на маржите и на цените, вклучително и последниот кој што сега веќе измина. Но на крајот не видовме некој конкретен епилог од реакцијата на Комисијата за заштита на конкуренцијата. Епилог нема, точно е, меѓутоа според мене мислам дека се прати добар сигнал, да особено пак што Комисијата во долг период ја немаше никаде и мислам дека со тоа што покажа дека може да биде активна и дека сепак има во своите раце одреден инструментариум кој што може да го употреби во насока на сузбивање на одредени такви појави, за мене е позитивен сигнал. Се разбира, треба да видиме епилог од сето тоа во смисла на докажување, меѓутоа пораката е во тој сегмент пратена. Во делот на мерките, ефектот го гледавме во претходниве 2 месеца, каде што во делот на храната сепак имаме намалување на цените, така вели државната статистика, но не треба генерално, меѓутоа и во последните 2 месеца во податоците за инфлацијата да занемаруваме дека постои одредена се уште перзистентност или упорност кај останатите сегменти, кога ќе ги исклучите енергијата и храната. Кај храната проблемот беше решен со овие мерки, кај енергијата имавме олабавување од глобалната страна, меѓутоа се уште ние имаме релативно висока стапка на инфлација во претходните 4 месеца, која што надминува 4%. Значи, таа произлекува од овој сегмент кој што не е храна и енергија, и тоа представува извор на, би рекол, загриженост и понатаму, или извор на ризик. Значи, вториот клучен домашен ризик е однесувањето на фискалната политика и од тоа апсолутно не треба ние да се абстрахираме. Значи, фискалната политика делува преку доходите кои што ги обезбедува, дали се тоа, да речеме, платите на јавната администрација, дали е тоа субвенционирање на некои плати во приватниот сектор, дали е во делот на пензиите. Значи, реалната плата, освен во неколку месеци во текот на 2022, сега вкупната реална просечна плата, во останатиот период беше позитивна, односно растеш. Дури, значи, кога ќе ја земете номиналната, минус инфлацијата, се уште доаѓате до позитивен процент на раст. Да не зборувам што се случуваше во делот на пензиите, вие имате прилика 20% раст кога ќе се земе кумулативно во последните 6 месеци, ако се смета на просечната пензија. Значи, тоа се разбира влијае на куповната моќ и тоа да не заборавиме дека притиска врз на потрошувачката, што во ситуација кога во економијата немате соодветен раст на продуктивноста, се разбира дека на крајот ќе се одрази врз цените. Пред овој, со ова реченица завршувам, пред овој последен турнус на мерките за замрзување на маржите, правев некоја лична проценка и дојдов до некоја груба проценка дека отприлика 2/3 од притисокот моментален, или да речеме пред 2 месеца кај цените, произлегуваше од ова однесување кај алките во снабдувањето, а 1/3 беше од останати фактори, вклучително и на фискалната политика. Значи, сега ако сметаме дека првиот дел е малку подсмирен, веројатно улогата на она што го испорачува фискалната политика за цените веројатно е понајачен и од тука произлегува ризик кој што треба да се следи. Штириева, нестабилноста на економската сцена секако влијае и на пазарите на капитал, на финансиските пазари, како влијае и на банкарскиот сектор и на се она што се случува во светот? Добро, банкарскиот сектор, во принцип и целиот финансиски сектор во Македонија гледато е нели банкоцентричен, така што кај банките, како што и самите споменавте, депозитната база е стабилна. Македонските банки главно се финансирани од депозити. Капиталната адекватност е многу висока, значајно повисока од просечната на ниво на Европска унија, и Централната банка кај нас инсистира се уште на зголемување на заштитните слоеви на капиталот, така да од тој аспект банките се прилично стабилни. Тоа би, да кажеме, и делот на изворите на финансирање на средствата. На страната на кредитите, нели имаме побарувачка за кредити, околу проектите споменавме дека има побарувачка на кредити за добри проекти, но се уште нема доволен број на добри проекти во смисла на кредитирање на субјекти за кои што ризикот од наплата, односно од ненаплата, е помал. Ние
во моментот во Македонија оперираме со стапка на ризичност до околу 3%, која на месечно ниво, на квартално ниво е некогаш помала, некогаш поголема, но не треба да заборавиме дека кај нас, како и во неколку земји во регионот, имаме регулатива која вели дека доколку година дена кредитот е нефункционален и 100% резервиран, тој се пренесува на вонбилансна евиденција. Со самото тоа, сликата за состојбата на ненаплативите кредити во билансите се подобрува и на некој начин и се разубавува. Да, тоа ги гледав како податоци, меѓутоа дали тоа тогаш реалната? Па добро, секој аналитичар кога ќе почне да ги разгледува состојбата, ќе почне да ги бара и вонбилансните, односно пренесените кредити, ќе види точно каква е состојбата и всушност тој е одговорот на прашањето зошто еден голем дел од средствата на банките се уште се пласирани во државни хартии, пласирани се во депозити во странски банки, во Централната банка и така натака. Никој од нас навистина не би бил посреќен кога би можеле уште повеќе да кредитираме. Ние навистина во последните неколку месеци имаме зголемување на таа стапка на кредити во однос на депозити, односно една стапка која зборува за искористеноста на депозитната база. Таа беше околу 80%, 81% мислам дека беше крајот на минатата година, сега да се оближува кон 85%, што зборува за зголемување на кредитирањето и таа може да биде уште поголема. Во многу земји е кон 90%, во Европската унија оди и над 100%, но тоа подразбира дека вие навистина имате кого да кредитирате добри компании, добри проекти. Компаниите, добрите проекти и така натака се до тоа. Но исто така тоа што вие го рековте, што претходно го зборувавме, се она што се случува на светската сцена, се она што ги засега нашите компании во делот на трговската војна, царините, прекинатите ланци на снабдување и така натака, тоа е прашање на време доколку ги засегне нив, кога ќе ги засегне и банките. Бидејќи во крајна линија, знаете, ние години наназад сме имале периоди кога некој ќе речел на компаниите ми е лошо, на банките им е добро. Не, тога кога ќе им тргне на компаниите лошо, само е прашање на време кога ќе биде лошо и за банките и кога ќе мора да ги покриваат од профитот ненаплатените кредити или пак дел од профитот да го носат во резерви како некоја сигурност за заштита на депонентите, бидејќи во крајна линија целата таа приказна околу адекватност на капиталот, околу создавање на резерви и бидејќи банките работат со туѓи пари, парите на депонентите. Кога го споменувате профитот на банките, тој секогаш е интересен за коментар, меѓутоа ќе го оставам тоа прашање за малку подоцна, ќе се надоврзам на она што го зборувавте во делот на светската сцена. Денеска директорката на Светската трговска организација порача дека глобалната слободна трговија е во криза, се соочува со многу предизвици во моментов и се одвива во многу тешки услови. Да ги слушнам изјавите и потоа ќе се вратиме назад во студија. Trade is facing very challenging times right now, and it's quite difficult. But I also feel that there are many important opportunities in trade that we need to look forward to. I think investors are aware that the trade deal is not done yet. It's not a done deal yet. It's only that this 90-day period for the US and China to buy more time to clinch a deal. We live in a world of sudden and sweeping shifts. To quote the Wizard of Oz, we are not in Kansas anymore. Prices jumped up when global supply chains were interrupted. Many blame the international economic system for the perceived lack of fairness in their lives. Trade distortions, tariffs, and non-tariff barriers have fed negative perceptions of a multilateral system seen to have failed to deliver a level playing field. Our new growth projections will include notable markdowns, but not recession. We will also see markups to the inflation forecasts for some countries.
We will caution that protracted high uncertainty raises the risk of financial market stress as the giants face off. Smaller countries are caught in the cross currents. China, the EU, and the United States, despite having relatively low imports to GDP, are the world's 3 largest importers. Key implications: size matters. Their actions impact the rest of the world. Smaller advanced economies and most emerging markets rely more on trade for their growth and are thus more exposed, including to tighter financial conditions. Назад сме во топ тема. Еве Петровски, ќе почнам со вас коментар, можеби на конкретно на последново прашање. Во вакви услови економскиот раст се очекува ли да биде 3,5 до 4% како што се владините проекции, за разлика од проекциите на меѓународните финансиски институции, кои што се прилично поразлични од она што го очекува владата? Добро, прво ќе ми дозволите да искажам едно, да речеме, лично разочарување дека сега светот во однос на трговскиот поредок е во ситуација да заменува нешто што е градено со децении како поредок, кое што е, да кажеме, олицетворено преку Светската трговска организација, без оглед на понатамошното постоење царини и нецарински бариери, како што спомна и директорката на ММФ. Значи, сето тоа да се замени од прилика градено од по Втората светска војна па до денес, да се замени со некој принцип на билатерално преговарање и тоа по принцип на одење сега на различните земји во САД и молење за склучување договори за слободна трговија. Тоа вака на некој начин, навистина од перспектива на економски истражувач кој што ги следел во научна смисла тековите на глобализацијата, навистина звучи поразително, но ќе видиме како ќе се одвива. Реков на почетокот на емисијата, апропо сите овие тргни застани, воведувам, па одлагам, па што ќе се случи после тој период и така натаму и така натаму. И секој ден со различни информации. Така е. Во однос на вашето сега прашање, во однос на растот. Видете, јас мислам дека навистина постојат неколку различни проекции кои што се движат од прилика од 2,5 до 4%. Меѓутоа, меѓусебно гледано, сите тие не се толку различни. Не зборуваме дека некој вели дека економијата ќе расте 1%, друг вели дека 10%. Немаме таква ситуација. Значи, разликите меѓу 2,5 до 3,7 ми се чини највисоката од страна на владата не се драматично различни, или поинаку да го земеме, ако економијата расте 3%, а проекцијата била 3,7, тоа нема значајно да се осети за граѓаните и за фирмите, значајна разлика нема да направи. Во таа смисла, јас не би сакал премногу да се осврнувам на евентуалните разлики. Она што можам да го кажам во однос на растот е дека во моментов гледам одредени позитивни тенденции. Претходната година ја завршивме со 2,7 2024 и тоа беше повисок остварен раст во однос на очекувањата. Да потсетам, имаш очекувања кои што се движеа и до 1,8, но остварувањето беше 2,7, повторно, не толку значајна разлика, меѓутоа сепак остварувањето повисоко од проекцијата. Во најголем дел од периодите се случувало обратното, дека остварувањето е пониско од проекцијата. Сега во текот на овие месеци од 25-та се уште немаме податок за првиот квартал, меѓутоа одредени високофреквентни ги викаме податоци, оние кои што излегуваат побрзо на месечно ниво, укажуваат за одредени раздвижувања и во делот на трговијата, во делот на градежништвото, одредени, би рекол, позитивни тенденции имаме и кај индустријата. Во таа смисла сакам да очекувам дека во моментов таа стапка би била достижна. Меѓутоа, се согласувам и со она што господинот Антевски го зборуваше, дека глобалните неизвестности
се главниот ризики за нашата економија моментално, како се тоа ќе се одвива и евентуално како ќе се разреши. Ако глобалната економија види позначајно забавување, и главно европската, германската економија, позначајно забавување во текот на оваа година, веќе ние тоа ќе го осетиме до крајот на годината. Се согласувам во тој сегмент и тогаш мислам дека овие проекции кои што ги има Народната банка и Меѓународниот монетарен фонд 3,2% стануваат по-реалистични. Значи мислам дека тие на некој начин по-ефективно ги вградуваат тие ризици во моментот. Аргументот на владата е дека повисок раст од тоа ќе се оствари благодарение на овој циклус на инвестиции, главно преку унгарскиот кредит кај општините и кај корпоративниот сектор. Да не заборавиме дека имаме и изградбата на коридорите 10А и 8, која што требаше да отпочне порано, има одредено забавување на почетокот, меѓутоа доколку сето тоа почне и позначено се интензивира во текот на оваа година, ќе додаде потешко се движи реализацијата. Да, ама голем дел од тие средства за коридорот 8 беа веќе исплатени. Значи тие се биле во претходен буџет реализирани, но се разбира дека прашањето за капиталните инвестиции веќе е децениско прашање, иста тенденција таму ја гледаме. Сега јас издвојувам точки кои што мислам дека се релевантни, кои што можат за годинашниот раст да придонесат на позитивен начин. Така што останува да видиме во услови на неизвестност како ќе се одвива годината. Антески, еве конкретно прашање за бизнис секторот, како се одвива повратот на ДДВ-то и дали тука постои некој простор за евентуална промена со цел да се обезбеди и подобра ликвидност кај компаниите? Па повратот на ДДВ е децениски проблем за компаниите. Тоа е нормално, затоа што се големи средства, пресметките се работат на еден друг начин, така да државата понекогаш е поликвидна, понекогаш помалку ликвидна, нормално, и нормални се и контролите што се прават во самите компании. Така да повратот на ДДВ е различен од година во година, од случај до случај, но ние како бизнис сектор многу пати веќе сме разговарали и сме барале да почне промена на пресметките на ДДВ-то во однос на плаќањата. Државата се заштитува само во низиниот дел, не ги гледа компаниите. Јас би ставил неколку фактори, значи би издвоил неколку фактори што се проблематични. Прво, компаниите што се во Македонија плаќаат ДДВ. Компаниите што се во индустријските зони не плаќаат ДДВ. Од една страна, тука е нашата неповолност као компанија. Повратот на ДДВ се одвива, како што реков, некојаш подобро, некојаш полошо, со контроли, со инспекции, компаниите понекојаш се плашат од сето тоа. Така да, тој поврат или се забавува или се забрзува во одреден период. Но ние како компанија исто така се содружуваме со проблемот со изразувањето на ДДВ-то, но со ненаплатата на ДДВ-то при градежните активности, каде што се вградува материјал и работна рака. Во тој случај се иде со член 32А, кој само се пресмета ДДВ-то, а вие не го наплаќате ДДВ-то. А ние како компании кои и работат, мојата компанија работи на проекти, работи извоз, се содружуваме понекогаш со тој проблем да имаме повеќе ДДВ да си повратиме, а од друга страна треба да платиме ДДВ при увоз на истата стока која употребуваме за овие процеси во производството и во нашето работење. Ние како компании, јас поготово неколку пати веќе години сугерирам на тоа да дел од компаниите кои се производни, кои работат коректно, кои си ги плаќаат сите придонеси, кои ништо посебно не добиваат од ова наша држава, ние даваме во државата, но не ни се враќа. Ние бараме само ДДВ-то да не го плаќаме при увозот на робата и на стоките. Тоа ни е наша заложба, затоа што од една страна ние чекаме ДДВ да ни се врати, чекаме инспекција да дојде да го проконтролира, затоа што обавезно ти кога ќе побараш ДДВ да ти се врати, доаѓа инспекција. Тоа е нормално. И ворете. Немаме тука забелешка. Но
чекаме подолго време инспекцијата да дојде, а од друга страна мораме да плаќаме ДДВ при увознистата таа роба која ја вградуваме. Знаете, за нас компаниите, македонските компании, тоа е голем терет. Затоа што ние понекогаш изимаме кредити само да ги исплатиме тие средства кон државата и кон нашите добавувачи. Затоа наша заложба е да се размисли една цигла во таа наша зграда, наша куќа што ја градиме заеднички, во однос на тој ДДВ, да некако да пробаме да го промениме на подобро за нашите компании. Би рекол на почеток тоа да биде за неколку компании, подобри компании, секој месец тој број на компании да се зголемува, така тоа би било селективно тогаш. Па нема да биде селективно, видете вака. Ние имавме таков случај со царините. Пред многу години имавме проблем со зелениот бран. Затоа што секојаш царината мораше да те проконтролира. Сега веќе тоа е нормално. Неколку компании, првично неколку поголеми компании го направија зелен бран. Вие го внесувате камионот, си користите, ја плаќате царината и почнувате да користите робата. Ако случајно биде црвен сигнал, во тој случај те контролира. Така ќе ги ослободиме инспекторите да си ја работат својата работа. Ние сега ги претупруваме, ја зголемуваме нината работа на самите инспектори. Тие не се концентрирани на она што треба да го работат, да ги фаќаат неплаќачите на данокот. Ние што сме добри компании, што си плаќаме редовно даноци, нема зошто да се плашиме да ни дојде инспекторот или не, а ние го чекаме него со месеци, понекогаш и со години, некои компании се жалат, да дојде да си го повратат ДДВ-то. Тоа е само нашата заложба. Ние сакаме да најдеме начин како да ја помогнеме на нашата држава. Како тој инспектор утре да иде таму каде што не се плаќа ДДВ да наплати. Го споменавте еве увозот, колку сме сигурни во квалитетот на материјалите што ги увезуваме, особено кога станува збор конкретно за вашиот сектор, за производи од сегментот на електрика, какви се правилниците? Па видете вака. Видовме сите што се случи во Кочани, таа страшна трагедија што не погоди нас сите. Сето тоа се случува секојдневно. Затоа што ние немаме никаква контрола на производите и на материјалите што влегуваат во Македонија. Секој документ што ќе дојде кај нас, секој хартикче, може да биде и фалсификат. Ние не можеме да го провериме. Јас стално кажувам дека банкарскиот сектор од една страна е премногу регулиран. И тоа е добро, затоа што на тој начин економијата, финансиите се здрави и добри тоа е добро за економијата во Македонија. Но од друга страна ние имаме случаеви кога во Македонија ние како компанија сме фаќале многу неквалитетна роба, неквалитетни материјали кои се вградуваат во објектите, во зградите, во трговските центри. И неколку пати сме реагирали, но тој ти вика ја имам документ. Надзорот ти вика ја имам документ. Дали е тој документ исправен или не, никој не го проверува во Македонија. Имаме ние лаборатории, као што имате лабораторија за горивата, као што имате лабораторија за возилата, хомологизацијата нивна се контролира. Но во електриката, искрено, ние немаме контрола. Ние имаме, еве, као компанија, ние имаме европска акредитирана лабораторија за испитување на одреден тип на производи. Од пазарната инспекција во овие 4-5 години кога што имаме лабораторијата, може и повеќе, нула. Значи, ниеднаш до сега не дошле да испитаат производ. А ние имаме единствена, значи во Балканов тука имаме европска акредитирана лабораторија, што ја користиме за наши потреби. Испитуваат ли на друго место воопшто? Никаде не испитуваат. Ето е проблемот во Македонија. Ние не ги испитуваме производите што влегуваат. За храната имаме испитување, како што реков, за горивата, за возилата имаме испитување. Но за производите кои се секојдневно ние ги користиме, немаме испитување. Да, но и за храната има реакции во кои лаборатории како се испитуваат исто. Штериева, еве, кога зборуваме на тема банки, секако се наметнува и прашањето за колку банките го иследат светските трендови од аспект на примена на можеби вештачката интелигенција во нивното работење, или она што е секако важно, дигитализацијата на целите на услугите кои што ги нудите како банки.
Добро, дигитализацијата веќе подолго време е се поприсутна. Мислам дека можеби најзабележлива беше во периодот на пандемијата и во таа прилика јас повеќе пати реков, дали преку гостување, дали преку интервјуа пишани, замислете на што ќе изгледа нашите експозитури доколку не постоја електронските банки, доколку не постоја картичките и доколку не требаше сите да се појават во услови на пандемија во банка, во експозитура. Така што тогаш се видоа првите придобивки од се она што деценијски е градено во делот на дигитализацијата. Има уште многу простор за подобрување. Значи, банките во денешно време нудат и мобилно банкарство, и електронско банкарство, имаат целосно дигитализирани експозитури, каде што на уреди може да се плаќаат сите сметки за комунали. Настрана од тоа што може нели да се дадат трајни налози, да се прават преноси на средства од сметка на сметка и да се плаќа преку електронските банки и така натака. Картичното работење, сега нели да не набројувам се во делот на дигитализацијата, но целиот проблем на дигитализацијата во Македонија до крај е поврзан со два аспекти. Едниот аспект е регулатива која што сепак во зависност од типот на плаќања, корисникот на средства, јавна установа и така натака мора да се појават со хартиено налогче, односно со хартиен доказ за извршена уплата, или пак ажурирањето на личните податоци кои ни представува обврска и кое за жал се уште кај голем дел од населението со оглед на фактот дека не применува дигитален идентитет, исто така бара појавување во банка. Така да има повеќе елементи кои што до крај нормално не ли ограничуваат дигитализацијата од технички аспект и законски аспект. Но тоа што би рекла дека е по влијателно на поголем степен на дигитализација или поголема застапеност на дигитализацијата е менталитетот и навиките на населението. Значи, ние често се повикуваме на балтичките земји, каде што нивото на дигитализација е многу високо, на земји од Западна Европа, каде што готовината во промет е минимална. Значи, повторно ќе кажам, земји на Запад имаме југ и север земји од Западна Европа. Но ние, еве, банките конкретно во Македонија сме на некој крстопат помеѓу дигитализираното и она што е физички присутно. Значи, тоа во голема мера влијае на трошоците, влијае на можностите за намалување на провизиите. Знам дека тоа е многу посакувана тема за дискусија. Така што може да замислите колку би било поедноставно кога физичките експозитури би можеле од оваа бројка сега што постои да се сведат на пола и луѓето да употребуваат дигитални канали, или пак ако имаат потреба да одат во експозитура, тоа да биде дигитална експозитура каде што ќе уплатат пари, ќе подигнат пари, ќе ги платат сметките, односно комунални сметки, документите за комунални услуги, така што голем ограничувачки фактор е менталитетот и животните навики на населението. Во тој дел на дигитализацијата, значи за вештачката интелигенција ќе се навратам ако кога зборуваме за дигитализацијата, сепак споменавте и знаете дека тоа следува следно прашање во делот на провизиите, она нејасноти себе дел од банките сега ги зголемија практично провизиите за одредени услуги кои што се електронски зувид во сметка 3 пати е бесплатно пример во некоја банка, за следното треба да се плати. Банките наплаќаат сериозна сума кога станува збор за провизии, реакциите се на тоа, профитите секако ги знаеме, особено во 2024 година, банките беше прилично добра година, очекувате ли и годинава да бидат истите? Па видите, во делот на провизиите навистина е тешко да се
одбранат одредени активности на одредени банки. Секоја банка ја креира својата политика во делот на провизии. Тоа во голема мера зависи од трошоците на секој од банките, пристапот кон пазарот, желбата да се биде повеќе или помалку конкурентен или пак дел од производите да се нудат како пакети, бидејќи факт е дека кај одредени производи може би ќе имате загуба, но пак кај други производи ќе имате добивка, па тоа на некој начин ќе се нетира и во пакет кој што се нуди на клиентот сепак ќе даде позитивен резултат. Нормално секој представник на банка ќе ја брани позицијата на високи трошоци, на трошоци за IT, бидејќи дигитализацијата и воведувањето на дигиталните услуги е исклучително скап спорт. Јас имам обичај да го нарекувам така, бидејќи во денешно време секојдневно не само што се инвестира во хардвер, се инвестира во софтвер, цената на софтверите и на апликациите постојано се зголемува. IT инженерите, лицата од тој сегмент, значи вработените во тој сегмент, вклучително добавувачите, странски, домашни, постојано ја зголемуваат цената на чинење. Така што тој сегмент на дигитализацијата, IT индустријата станува се поскап. И тоа е еден од аргументите за... Да, но тука контрааргументот секако се скрати од профитите за да се инвестира во... Ако скратите од профитите, видите, ние теоретски да, може би некаде би можеле тука да направиме нека операција, но рачунете дека ние имаме ова една тема која многу пати претходно се дискутираше во рамките на Европската банкарска федерација за нивото на профити, барањата и капиталните барања и интересот на акционерите за вложување во банкарскиот сектор. Банките се акционерски друштва. Ако почне да продаваат акционерите акции од банките, вие ќе имате автоматски паѓање на цената на акциите и на пазарната капитализација на банките. Тоа не секогаш е сигнал за сигурноста на банката, но е многу лош сигнал. Акционерите секогаш очекуваат поголема дивиденда, а Централната банка секогаш очекува зголемување на капиталот и на резервите. И тука тешко е да направите баланс или кога ќе излезете пред надзорните одбори на банките да ја погодите таа линија на согласување помеѓу делот кој што треба да го дадете во резерви за да се докапитализирате, да ја задоволите стапката на адекватност која регулаторот ја бара, а истовремено акционерите да ги направите стрикни за да бидат се уште заинтересирани да бидат акционери, да не ги продаваат акциите и потенцијално ако одите со нова емисија да имате некој кој што е заинтересиран. Зошто ја споменав федерацијата? Затоа што во европски рамки имаше период кога голем дел од акционерите на банките почнаа да излегуваат, да ги продаваат акциите во банки и да бегаат во сектори кои што се повисоко приносни, што може би не влијаеше на сигурноста во банките, но секако влијаеше на понатамошниот потенцијал за емисија на нови акции од страна на банките и генерално на позицијата на банките на финансиските пазари во смисла на берзите и тој дел на валуација на, односно пазарна капитализација на банките. Да, и тука се постави прашањето за општествената одговорност на банките. Да, добре, јас навистина би сакала тоа да го споделам и во оваа прилика. Ние веќе објавивме и мислам дека на некој начин токму поради тоа често повикување на банките за нивната општествена одговорност по немилиот настан со кучани се одлучивме како асоцијација дел од парите, голем дел од донаторите да ги вложат во фондација. Значи Македонската банкарска асоцијација формираше фондација која е исклучиво наменета за директните или индиректните жртви од трагедијата во Кочани. Значи во пристапот при структурирањето и на документите и конкретно во разговорите со лица кои што се јавуваа заинтересирани за тие средства, пораката која што се испраќа е дека тоа се пари за настраданите, за децата, за нивно понатамошно лекување, да не бидат заборавени, нив ќе им требат пари и оваа година, и наредната година, и понатаму. Евентуално, нели, за деца на родители кои настрадаа во пожарот, но не за други цели. Значи, треба како и да тие пари
да се искористат исклучиво за таа намена, за да се помогне на тој начин, и мислам дека ќе бидат веќе има најавен или дел од банките комерцијална, ННБ, други финансиски институции. Куса време и пред да побарам реклами, само ќе ве вратам на прашањето за вештачката интелигенција и колку таа може да се поврзи или да се доведе во конекција со сивата економија. Само молам за кус одговор. Да, често и студенти и други соговорници го поставуваат прашањето за вештачката интелигенција во банкарството. Таа е исклучително корисна, може да даде огромен придонес, доколку податоците кои влегуваат во системот се точни. Значи, вештачката интелигенција на сите ни е познато дека базира и обработува податоци. Доколку имате голем сегмент на сива економија, која што не е опфатена низ официјалните канали, таа исто така нема да може да биде обработена низ системите. Јас често го кажувам примерот и сакам да го споделам примерот. Во време на пандемијата, во втората тура на мораториум на кредити, одлучивме дека ќе има мораториум на физичките лица кои што имаат значително намалување на приходите по основна плата, лица кои што починали или кои што имаат трошоци за лекување. При тоа една од банките која навистина е насочена во работа со население, по изминување на рокот за пријавување од страна на клиентите, рече, знаете дека немаме многу малку пријавени. Неверојатно. Зошто? Затоа што голем дел од лицата, дел од платата ја примаат во готовина, а документот кој што стои во банка, тој кој што влегува во системот, тој што ќе биде предмет на обработка од системите, од матриците за евалуација, евентуално и од вештачката интелигенција, тој е непроменет. Така да мислам дека овој пример е доволна илустрација за колку сивата економија може да негативно да влие на целосно искористување на капацитетите на вештачката интелигенција. Петрески, стапките на сива економија според различни проценки сепак се високи. Која и проекција да се земе предвид? Спомена Штериева и во делот на кешот кој што се користи. Дали тука се гледа и една можност намалување на употреба на кешот, па да се оди кон намалување на сивата економија, и колку на вистина младите наназад, не само оваа, сакаат и на вистина се справуваат со сивата економија? Добро би рекол, употребата на кешот е само манифестна форма на различните форми на сивата економија, која што постои во делот на трудот, значи во делот на работниците. Сме зборувале често за она исплата на дополнителни приходи преку плата во плико, значи нешто од што државата воопшто не користи преку системот на даноци и придонеси. Потоа во делот на подрепортирање на даночните обврски во прометот, тоа е главно, се гледа преку главно пониско остварениот приход од ДДВ во однос на она што можело да се оствари. Третиот голем сегмент се, разбира се, сите оние нерегистрирани дејности, кои што навидум личат може би мали, дали се тоа групи на мајстори, групи на жени кои што прават некаква занаетчиска работа и така натаму. Меѓутоа, кога сето тоа ќе го соберете, се доаѓа до тие стапки кои што се движат од 20 до 40% од вкупната економија, дека отпаѓа на неоданочена или сива економија. И сега тоа го знаеме ние, пресметано е, рековте и вие, без разлика кој процент ќе го земете, тоа е високо, меѓутоа во принцип многу малку се прави или многу малку се прави со доволно силни чекори за да тоа се сузбие. Во моментов има стратегија за формализација на сивата економија, втор период покрива, мисля че 24, 29 или можда 23-та. И во неја има рефлексија на постигнувањата на претходниот 5-годишен период на стратегијата и таму обично се вели оваа активност не започнала, оваа активност започнала, меѓутоа се реализира многу мал обем. Ако тоа го соберете, ќе видите дека таа принципилно останала нереализирана. Значи имаме ние добри намери изразени на хартија, меѓутоа потврламе во делот на имплементацијата на повеќе полиња, вклучително и на полето за сузбивање на сивата економија. Позитивно е што во програмата на ВМРО ДПМН беше тоа експлицитна цел дека ќе се борат
против сивата економија како форма на проширување на даночната основа, нели да соберете повеќе приходи или треба да ја проширите даночната основа или да ги зголемите каматните стапки. Тие второто го исклучија легитимно. Меѓутоа се уште посериозни знаци на борба со сивата економија јас не гледам. Одиме тука кусо со реклами и се враќаме во завршницата на оваа емисија. Назад сме во топ тема. Штериева, Антевски и Петрески, мои вечерашни соговорници. Во завршницата она прашање кое што го најавив на почетокот, а тоа изборот на нов гувернер. Мандатот истекува во среда на 21. Секако со законските измени мислам дека нема да се создаде некој вакуум, но јасно е дека треба да биде избран гувернер, дали тоа ќе биде гувернерката која што веќе е на позиција или ќе дојде некој нов. Во јавноста се вртат неколку имиња со кои јас не би шпекулирала вечерва во топ тема. Па еве, Штриева, ќе почнем прво со вас. Кои се очекувањата од идниот гувернер, без разлика кој ќе биде тој во делот на монетарната политика, која е исклучително важна и за функционирањето на банките? Па видете, нормално е дека очекувањето кој да биде гувернер и дека ќе се придржува до водење на монетарна политика базирана на факти, базирана на бројки кои што ги добиваат во поглед на макроекономски податоци, кои што, прочем, и до сега секогаш биле основата за носењето на одлуките. Дека тоа ќе биде гувернер кој што ќе продолжи да го напредува системот и кој што ќе даде целосна поддршка на сите процеси кои што во моментот се отпочнати. Ние во моментов имаме процес на воведување на инстант плаќања, кој што не е исклучително важен, при нова измени во Законот за платни системи и регулатива поврзана со тој закон, каде што комуникацијата помеѓу Централната банка и банкарскиот сектор е од исклучителна важност, како и бројни други закони, кај кои што подзаконските акти и одлуките, правилниците се во доменот на Централната банка, така да многу ни е важно тоа да биде гувернер со кој што ќе имаме разбирање во имплементацијата на законската регулатива на начин кој што ќе биде најдобар и за банкарскиот систем и за клиентите на банките. Петрески, ве прашувам како економист, еве, кои треба да бидат следните потези на идниот гувернер? Видете, Народната банка е сидро на макроекономската стабилност во земјава. Мислам дека околу тоа постои еден генерален консензус и тоа е втемелено во монетарната стратегија која што ја спроведува веќе 30 години наназад. Тоа е стратегијата на таргетирање на девизниот курс на денарот во однос на еврото. Мислам дека постулатите врз основа на кои што ќе работи идниот гувернер се тие, значи да се грижи, да ја одржи за таа, би рекол дури во 90-тите години, тешко заработена макроекономска стабилност. И уште еден втор важен сегмент е сегментот на независноста на Централната банка од другите, да кажам, економски политики и во оперативна смисла, да речеме поставувањето на каматна стапка, она што го дискутиравме, и во смисла на стратешката цел. Тоа мислам дека се постигнува доколку имаме кредибилна личност со стручност. Не може Централната банка да биде предмет на било какви, да ги наречам, како да ги кажеме, се разбира, и политичкиот контекст, да ги наречеме импровизации во делот на стручноста и таа независност која што тоа лице треба да испорача. Антевски, еве, Кусо, за крај претпоставам дека како бизнис сектор од идниот гувернер за стопанството ќе биде важно она што го споменавте и на почетокот, да има пониски каматни стапки и стабилност веројатно на економијата и денарот. Па најпрво стабилноста е побитна отколку каматните стапки. Така да се надеваме дека стабилноста ќе се задржи како што е до сега. Гувернерите си работеа коректно работата во изминатиот период, регулацијата на банките беше голема и ние како бизнес секој се надеваме дека таква регулација ќе се направи на бизнисот, затоа што само така можеме напред да одиме. Јас ви благодарам за вечерашното гостување во Топ тема. Вам ви благодарам за вниманието, останете и натаму со нашата програма.